да го објават. Едно место, една реченица. Па како ти го калема тогаш што? Твојата инволвираност? Јас бев ангажиран од УЕФА да тоа се вика сведок информатор, се информатор е малку тежок збор кај нас лош, меѓутоа за објаснување на нештата. Значи, знаеш што, УЕФА кој ќе им кажеш дека кладењето бил Кецу 2, они не знаат што значи. Не разбираш? Не. Да кажеме, како се кладе, зашто е кладен, примерно, Кецу 2, они не знаат што значи тоа. Дека прво полувреме треба да заврши корисно ово и второ полувреме тоа не знаа. Не го знам ни ја. Добро, не го знаат ни, значи некој треба да ти го објасни, ако си судија. Треба. Миленко го објаснува. Како одат парите, трансферот на парите што доаѓаат од УЕФА, од не знам што, како се вика тие фондовите, кај одат. Да кажеме, Победа имаше поголеми злоупотреби кои не беа ни ова, например, дека парите што требаа да стигнат у Победа Прилеп никогаш не стигна у Победа Прилеп, стигна у Јуниор. Значи, у сосема друг субјект. Тоа е финансиски криминал кој Победа го направи и кој оваа држава не го гонеше. Не знам зашто. Значи, да треба да ги добијам парите ја, оти сум станал прв у држава, ама да ги добиеш ти, оти мене ми е блокирана сметката. Тоа е криминал секаде. Настрана од тоа, сведоците кои беа стварните сведоци. Значи, јас бев тој кој објасни каква е ситуацијата, кој објаснуваше за секого што значи шеф на стручен штаб, кои ингеренции ги има директор во клуб, кои ингеренции ги има, кој е Хари Костов, тоа беше мојата работа. Затоа бев ангажиран и затоа не сум изложил. Дури имаше едно прашање, дали сметате дека надпреварот Победа Победа со тој или Победа со овој е наместен? Ја реков не знам. Ме прашуваат зошто не знаеш? Ја викам не знам затоа што кога се играше таа утакмица ја бев у притвор. Така. Застанаа луѓето таму, судот застанаа. Чекај што му е на човек.